Добар ден. Коронавирусот зазема се поголем замав на глобално ниво. Тоа директно се одразува врз економијата. Забраната за движење за време на викендот ни беше инспирација да ви подготвиме прилози кои ќе ви ги отргнат црните мисли. Меѓу другото, ви го подготвивме тестот на новодојденецот Nissan Juke. Ви посакувам топло добре дојде и уживајте во следните 30 минути. И покрај се, жирито на Центарот за дизајн на Северна Рајна Вестфалија, составено од 40 на стручни независни дизајнери, професори за дизајн и новинари од целиот свет, смогна сили да ги оцени пристигнатите преку 6.500 производи и да им ги додели престижните Red Dot награди. Распределени во 3 категории и скоро 50 подкатегории. Меѓу нив годинава се најдоа и бројни автомобилски производители. Така исклучителниот дизајн на компактниот 208 и кросоверскиот 2008 на Peugeot им ги донесе овие респектабилни признанија, кои тие ги освоија, фасцинирајќи го жирито со своите промислени стилски детали. Покрај високото ниво на препознатливост како клучни се наведуваат вертикалните предни LED светла во форма на лавовски заби, предните светла во форма на лавовски канџи и внатрешниот дизајн во кој доминира револуционерниот iCockpit. Во другите, кросоверскиот X-Ceed на Kia стана четвртиот член на ова семејство и вкупно 25-тиот модел на корејската марка која доби оваа реномирана награда. Со неа се закати и Шкода Октавија, а Mazda за моделите CX-30 и MX-30 го доби најубавиот роденденски подарок по повод 100 годишнината од своето постоење. На списокот годинешни добитници се најде и Honda, и таа со 3 награди. Една за ултимативниот моторцикл CBR 1000 RRR Fireblade и 2 за првиот електричен автомобил на марката наменет за Европа. Според некои проценки, моментално меѓу 1/3 и 1/2 од луѓето на планетава се наоѓаат во некој вид изолација како превентивна заштита од коронавирусот. Фабриките не работат, а сообраќајот на улиците е сведен на минимум, со што потрошувачката на нафтата како движечки енергенс драстично се намали. Тоа автоматски доведе до опаѓање на низината берзанска цена, која дополнително беше срозана со и наетењето меѓу Русија и Саудиска Арабија, кој да го намали низиното производство. Заради тоа, низината цена како лани главно се движеше помеѓу 60 и 70 долари за барел Брент. Од крајот на февруари се намали за 3 пати. Во исто време, цените на бензинот и дизелот кај нас опаднаа за само 28, односно 21%. Евидентираната разлика не предизвика на анализа како се пресметуваат цените на горивата во Македонија, што е пропишано со правилникот за формирање на највисоките продажни цени на одделените нафтени деривати. Донесен од страна на Регулаторната комисија за енергетика, тој како основа ја зема берзанската цена на бензинот и дизелот. Иако нафтата се користи како суровина за нивно производство, нивните цени на берзите сепак се формираат независно според моменталната понуда и побарувачката. Заради тоа и се случува додека едно поскапува, другото да поевтини. Во навидум сложената формула на Регулаторната комисија тие имаат клучно влијание. Како основа се зема нивната просечна цена во изминатите 7 дена, на која се додава надоместокот за премија со вклучени трошоци за транспорт до складиштата кај нас. Тој се определува еднаш годишно и сега изнесува 92 долари за бензин од 95, 134 за оној од 98 октани и 73 долари по тон за дизелот. Сега тоа се конвертира во денари и литри во зависност од курсот на доларот и пропишаната густина на горивата. Кога на тоа ќе се додадат трговската маржа и транспортните трошоци до бензинските станици, се добива нивната големопродажна цена.
Понатаму на неа се калемат сите други предвидени давачки, од кои акцизите имаат најголемо учество. Тие според законот кај нас за литар бензин изнесуваат околу 22 денари, а за литар дизел нешто над 15 денари. Следат другите такси кои номинативно ја зголемуваат цената на горивата, за да на крајот сето тоа биде кронисано со ДДВ од 18%. Математиката теоретски на крај покажува дека ако берзанската цена на дериватите биде $0, ние за горивата ќе плаќаме по 14 до 15 денари за литар помалку, но тоа никогаш нема да се случи. Серијата иновативни пневматици Goodyear ја продолжи со најновиот проект наречен Rechange. Овој пневматик наменет за електричните возила целосно е изработен од биоразградлива смеса, а структурата засилена со пајакова свила го прави доста издржлив. Револуционерно кај него е и решението за газечкиот слој. Именно од капсули кои се вметнуваат во главчината на тркалото се вприскува течност која го обновува и прилагодува на климатските прилики и индивидуалните потреби на секој возач поединечно. Затоа се грижи вештачката интелигенција која создава профил на возачот врз основа на кој се прави течноста за газечкиот слој. Одлики на овој пневматик се и лесната конструкција и високата и тесна градба. Робусноста му обезбедува еднакво одржување без потреба за проверка на притисокот на воздухот и евентуални компликации предизвикани со неговото продупчување. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ќе има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Сите ги чувствуваме во нредните мерки зададени поради пандемијата на COVID-19. Силен удар трпат сите индустријски гранки, но изгледа дека автомобилската трпи најмногу. Денеска гостин ни е господинот Златко Муцунски, со кого ќе поразговараме на оваа тема. Срдечно добре дојде преку видео линкот поради коронавирусот. Ние секогаш користиме многу витамини за да се заштитиме од короната, па затоа цевитаната секогаш нас ни помага во ова. Да не должиме многу. Порше Македонија е најголемата компанија кај нас за продажба на возила. Колкава штета нанесува COVID-19 на импортерите на возила? И врз Порше Македонија и врз останатите импортери кои што работат во нашата земја, импактот на COVID-19 кризата е во секој случај многу сериозен. Како што знаете, сите автомобилски фабрики во Европа и во Северна Америка се затворени на едно одредено време кое што се пролонгира и барем до крајот на април не се очекуваат поместување. Најавите се дека Volkswagen ќе ги отвори своите фабрики на 19 април. Нормално е дека како последица на тоа ќе следуваат доцнења во испораките, меѓутоа клиентите се информирани и сигурно дека ќе имаат разбирање.
Во меѓувреме, фабриките се обидуваат да и помогнат на заедницата со тоа што произведуваат механички вентилатори, маски, респиратори и така натаму. Порше Македонија застапува 6 бренда, 5 на патнички возила и 1 на комерцијални. Какви мерки се превземаат за нормално функционирање на секојдневните работни обврски, особено за сервисирањето на возилата и добавката на резервни делови? Време е за креативни решенија и после оваа криза многу компании ќе увидат дека можат да заштедат многу трошоци со тоа што ќе го реорганизираат своето работење. Порше Македонија започна една масивна акција за онлайн селс, значи за онлайн продажба на своите производи и сите лагерски возила се поставени со комплетните спецификации, со понуди за лизинг и така натаму на нашите веб страни. Во соработка со нашата лизинг компанија обезбедуваме и посебен бонус за клиентите кои што ќе останат дома и ќе се одлучат да купат возило. Во поглед на сервисирањето и покрај тоа што се превземени навистина ригидни мерки за хигиена и за дезинфекција на просториите секојдневна, паравани и се што треба, Порше Македонија им понуди на своите клиенти и сервис од својот дом. Тоа значи дека нашите сервисери по закажан термин се појавуваат во домот на клиентот со заштитни маски, ракавици, го превземаат клучот од возилото, се прави негово сервисирање, потоа следува миење, дезинфекција и возилото повторно се враќа кај клиентите. И не планираме оваа акција да ја сопреме кога ќе заврши кризата, туку напротив, планираме да ја продолжиме. Сепак се работи за додадена вредност. Сами рековте дека повеќето производители ги прекинаа процесите на производството, ги затворија своите фабрики, а овој период нема да биде само 2 недели, сами рековте дека ќе се пролонгира до средината на април. Како оваа превентивна мерка ќе се одвива и ќе се одрази врз испораката на нарачаните возила? Сигурно дека ќе се соочиме со доцнење, тоа доцнење е веќе евидентирано, ние точно знаеме кога автомобилите на нашите клиенти кои што се веќе порачани ќе бидат влезени во производство и кога би можеле да пристигнат. Клиентите се информирани и сигурно дека во една ваква ситуација ќе имаат разбирање. Многу побитно е што ќе се случи ден потоа, заради тоа што автомобилите не се наоѓаат на врвот на потребите кога се работи за криза. И сигурно дека ќе се соочиме со едно забавување на индустријата, барем до крајот на оваа година, зашто се прават и соодветни подготовки пред се заради одржување на ликвидноста и состојбата на фирмите. Порше Македонија е дел од холдингот Порше Австрија, кој пак има распространето своји активности низ цела Европа. Секојдневно сте во комуникација со нив. Дали знаете од прилика какви се предвидувањата, до кога ќе трае оваа вонредна состојба? Порше системот, Порше холдингот веќе работи во целиот свет, и во Јужна Америка, и во Сингапур, Малезија, Јапонија и така натаму, во Кина да не зборувам. Вчера имав комуникација со колегите од Кина, каде што животот е прилично нормализиран и тие се во првиот квартал од оваа година на 90% од планот кој што требаше да го исполнат. Значи Кина се опоравува. Што се однесува до останатите земји, Австрија и Германија веќе најавија разлабавување на мерките, така што од 1 мај веќе ќе се отворат сите шопинг центри, од 15 ќе се отворат и рестораните и хотелите, авиокомпаниите ќе почнат да летаат. Што значи една нормализација се очекува во текот на месец мај, затоа што на крајот на криштата животот мора да продолжи. Ви благодарам многу на вашето гостување, ви посакувам успешно да ги пребродите овие тешки моменти, не само вие, туку и сите импортери на возила. А ние со следниот прилог ќе ви покажеме како се снаоѓаат големите компании и како го пренаменуваат своето производство со цел да ја преживеат кризата. Откако беше приморана да ги затвори своите производствени погони, автомобилската индустрија се прегрупираше и застана во првите редови во битката со коронавирусот и неговите последици. Сите светски познати производители на автомобили и компоненти за нив ги ставија на располагање своите ресурси за медицинската опрема и апаратите кои во моментов најмногу недостасуваат. Се започна со повикот на американската администрација целата економија активно да се вклучи во зачувувањето на здравјето на граѓаните.
Меѓу првите реагираше General Motors, кој се договори со еден тамошен производител на респиратори за реактивирање на своите погони, за да се покрие предстојната зголемена потреба од овие уреди. Но за тоа тие од Белата куќа побараа $1,000,000,000, а спорни беа и количините на очекуваното производство. За да не се влезе во јалови преговори со кои неповратно ќе се загуби драгоценото време, председателот Трамп му наложи на General Motors веднаш да започне со предвидените активности. Тој се повика на еден стар закон, последен пат применет во Корејската војна, кој му дозволува на индустриските компании да им зададе извршна наредба за прилагодување на производството според вонредните услови на ситуацијата како оваа. Форд не чекаше Трамп да им се обрати и дури и пред тоа најавија дека во соработка со уште две компании ќе започнат да произведуваат респиратори во кои ќе се вградуваат делови од пикапот F-150. Тесла пак кажа дека во овој момент нема да произведуваат ништо, туку од Кина, каде повеќе не им требаат, ќе купуваат респиратори и ќе ги донираат на болниците. Овој тренд доста брзо се прошири и во Европа, каде многу производители на автомобили веќе се вклучија или се подготвуваат да започнат да произведуваат разни компоненти за респиратори и друга медицинска опрема. Така Volkswagen најави дека ќе започне да прави заштитни маски кои го спречуваат ширењето на коронавирусот. Daimler и BMW своите интерни залихи маски кои и онака ги користат нивните работници ќе ги донираат каде е потребно. Seat веќе започна со пробно производство на респиратори, PSA, Шкода, Ферари и Fiat со делови за нив, а Jaguar, Land Rover и Lamborghini ги ангажираа своите 3D принтери за заштитни визири за медицинските работници. Во целата акција се вклучија и доста добавувачи на автомобилски компоненти, но и дел од инженерските тимови на Формула 1, кои започнаа со производство на уреди за мерење на телесната температура, дезинфекцијски средства, диагностичка опрема или кој што веќе може да направи. Пред 5 децении Opel имаше потреба од промена на имиџот на типично конзервативна марка. За таа цел под кодното име Проект 1450 разви два модела кои суштински беа различни, но имаа многу што заедничко. Прва се појави прекрасната Манта, која настапи на пазарот како елегантно купе со семејни својства. Таа го предводеше патот на Аскона, која се појави неколку месеци подоцна како лимузина со спортски карактеристики. Ја делеа истата механика, промовирајќи ја уште тогаш стратегијата за повеќе различни автомобили да се користи една платформа. А таа беше со конструкција вообичаена за германските автомобили од тоа време, со погон на задните тркала и одлична управливост овозможена од независното предно ослонување. 4-цилиндричните мотори кои произведуваа помеѓу 60 и 105 конски сили им обезбедуваа впечатливи перформанси и ги правеа забавни за возење. Посебно посилните кои освен со 4 степен мануелен можеа да се комбинираат и со 3 степен автоматски менувач. Како лимузина со 2 и 4 врати Аскона се позиционираше точно помеѓу Кадет и Рекорд, но исто така беше и трендсетер со својата лајфстайл караванска верзија. Предизвикувајќи многу воскит кај купувачите, овој модел беше далеку пред своето време. Наместо класичниот караван за носење товар, тој беше автомобил за слободно време наменет за млади семејства. Круна на славата сепак беше Манта, која делењето на технологиите со Аскона ја направи достапна на поголем број купувачи. За Opel овој модел беше исчекор во нови пазарни територии, совршено вклопен во постоечката понуда на марката. Атрактивната форма, препознатливите линии и секојдневната практичност беа токму она што растечкиот пазар го бараше. Дополнително со постојаните механички унапредувања и бројните посебни варијанти, тоа придонесе Opel од првата генерација на Манта за 5 години да продаде половина милион примероци. Истовремено Аскона освои скоро 700.000 купувачи. Има и спортска кариера и во рацете на Валтер Рерл, победуваа и на асфалт и на макадам.
Освен што извршија револуција во средната класа, овие Опелови легенди ќе останат запаметени и по тоа што беа едни од ретките модели на марката кои имаа меѓународна кариера и се продаваат дури и во Соединетите Американски држави. Куриозитет е и тоа дека во Велика Британија манта се нудеше под ознаките на Opel, а не на матичниот Vauxhall. Кога се појави пред 9 години, Nissan Juke оформи потполно нов сегмент на спортско корисни возила. Дури 9 години опстана на пазарот, дури не дојде неговата втора генерација која денеска ја имаме на тест. После Nissan Juke се створи една лавина на новитети во ова поле. Во полето на спортско корисни возила или кросовери од сегментот B. Базично беше представен како извишена варијанта на Nissan Micra, а втората генерација која денеска ќе ја тестираме е поголема во сите правци. И уште од почетокот највпечатливиот дел е предницата. Погледнете само како делуваат овие геометриски форми на напред. Делува целата каросерија помалку и езотерично, а задржани се крупните светла, но овој пат малите горни светла се издолжени и даваат еден сосема нов печаток на предницата. Во повопремените верзии каросеријата е биколорна, што дава еден сосема поинаков печаток и поинаква димензија на целата каросерија. Погледнете само овие испрекршени линии како се добро складени и даваат една сосема нова интерпретација на целата контура. Во гепекот има големи промени. Кога збориме за претходната генерација, внатре можевте да ставите паричник и можеби една мала торба, а овде имате на располагање 422 литри, што е сосема доволно. Интересно решение е и отварањето на задната врата, која е интегрирано со самата врата и интегрирано е во контурата на ентериерот. На задната клупа во претходната генерација немаше простор да се седне удобно, но сега е приказната нешто поинаква. Предното седиште е наместено како мене ми одговара за возачката позиција, а гледате дека имам сосема прифатлив простор за колениците и за нозете, но непријатно е оваа положба што ја приморува главата да ви биде малку на страна, бидејќи овој дел не ми дозволува да седам удобно. Исто така на задната клупа е предвидено да седат тројца, но тоа не може да се случи. За двајца може да има простор доволно, но за третиот човек ќе биде голем проблем. Но кој го купува овој автомобил за да седи позади? Скоро никој. Па да видиме што се случува на возачката позиција. Работното место на возачот делува модерно. Кластерот со инструментите е динамичен и потсетува на спортски автомобил, исто како и управувачот кој на долната страна е засечен, па дава едно спортско чувство. Инаку внатрешноста е проткаена со висока технологија. Имаме екран осетлив на допир, навигација и динамичен изглед во внатрешноста. Дури има и модови за начинот на возење. Инаку, материјалите во внатрешноста се квалитетни. Мене ми се допаѓаат и овие дифузори за воздух кои делуваат на турбина. Од самото лансирање Nissan Juke се нуди само со еден мотор, и тоа бензински 3-цилиндарски со зафатнина од 1 литар и 115 конски сили. Тој во поопремените верзии е впарен со 7 степен автоматски менувач со двојна спојка.
да не должиме да видиме како се однесува тој на пат. Нисан Джук никогаш не бил на врвот на возните својства во својот сегмент, но далеко од тоа дека не заслужува посебно внимание. Првиот дел од тестот го почнувам на многу лош асфалт и лош пат и тука се гледа целокупниот сетап на возилото. Она што не ми се допаѓа е тоа што директно ги пренесува вибрациите од подвозјето на телата на патниците и на возачот. Ја ја чувствувам секоја дупка. Може би тоа и поради поголемите тркала кои ги има, но тука доаѓа до впечаток и звучната изолација која не е баш на највисокото ниво. Впрочем, во овој сегмент на возила, односно звучната изолација не може да биде силна страна на ниту едно од возилата. Реков дека е погонуван со 1 литарски 3-цилиндарски турбобензински мотор кој испорачува 115 конски сили и впарене со 7-степена трансмисија со двојна спојка. Но моторот некако работи малку и мрзеливо, како да му треба многу време да ги наполни преносите. Од спортското чувство што се има зад управувачот го интензивираат и прекинувачите за менување на степените на преносот кои се наоѓаат позади воланот. Нивната работа е добра, брзо ги менуваат преносите, но како што реков, на моторот му треба повеќе време за да ги, да кажем онака стручно, ги наполни преносите. Управувачот добро се справува со командите на возачот. Во секој момент имате јасна представа што ќе направи каросеријата и што треба со воланот да направите за да ја смирите. Се разбира дека Нисан Джук е опремен со високо ниво на безбедносна технологија, но имате можност како возач малку и сами да ја командувате каросеријата и да ги почувствувате благодетите на благото и контролирано пролизгување. Джук доаѓа со погон само на предните тркала. Изгледа за овој субкомпактен кросовер помина времето на погонот на сите тркала. Но се покажа дека погонот на сите тркала е скоро и непотребен дури ни за оние кои сакаат да го живеат животот по принципот гледајте ме, чудете се. Едноставно, субкомпактните спортско корисни возила се наменети за во град, не за терен, може би за поминување на некое неасфалтирано парче пат, но за тоа не ви се потребни погонот на сите тркала, ниту пак редукторот на силата на моторот. Во внатрешноста на Джук јас се чувствувам навистина удобно. Големо внимание посветено на удобноста и на ергономијата, како и на опременоста. Тука треба да сте вистински манџија на тестираниот модел да му најдете недостатоци што се однесува до опременост. Доаѓаме и до цената. 25.000 евра за овој мини убавец. Може би цената е повеќе од дискутабилна, но треба да имате во предвид дека е опремен со сета можна електронска асистенција што се однесува до безбедноста. Потоа имате 7-степен автоматски менувач со двојна спојка, а потрошувачката просечна која забележавме од 7,1 литар не е за најголема пофалба, но и не може многу да ја критикувате. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната емисија. Останете во добро расположение, но и во добро здравје. До гледање.